Имињата на потпалувачите на возила во Штип се уште се енигма за јавноста. Лани изгореа 27 автомобили. За 12 од нив со сигурност се потврди дека се намерно запалени. Останатите се уште чекаат вештачење. Годинава се опожарени 5. Последниот случај е од пред 2 дена, кога изгоре БМВ. Тоа е четврто возило во пламен на ист сопственик. Од полицијата нема детали, само информација дека работат на случаите. Истрагата е во тек. Се чекаат вештачења за да се утврди прецизно во кој случај има намерно палење на возилата. Работиме на случаите, но дури кога целосно ќе заврши постапката околу обработување на доказите и ќе ја заокружиме истрагата, ќе можеме да излеземе со конкретни податоци. Нема информација ниту дали се работи за еден или група потпалувачи и дали пожарите се поврзани. Сомнеше дека зад нив стои пресметка за доминација на локалниот пазар со наркотици. Тоа како мотив кон крајот на јануари го соопшти техничкиот министер за полиција Наке Чулев. Тој тогаш најави и конкретна помош од оделението за организиран криминал, но резултати се уште нема. Како што бев информиран од колегите, се работи за чисто криминални мотиви и за пресметки помеѓу две криминални групи кои што се инволвирани во организирана трговија со наркотици. Но тоа сепак не дава одговор кој стои зад палењето на автомобилите, чии собственици не се дел од криминалното подземје. Наши извори од истрагата тврдат дека за дел од случаите нема конкретни резултати, бидејќи долго време се чека на вештачењата, што треба да ја утврдат причината за палењето на возилата. Досега е поднесена само една кривична пријава. Неофицијално, таа не е поврзана со случајот криминалното подземје. Пироманот беше најактивен во октомври лани, кога за 2 недели беа запалени десетина автомобили. 5 од нив изгореа целосно, откако во нив беа фрлени молотови коктели.